Застрашувачки се податоците за ракот на простатата кај мажите. Се зголема бројот на регистрирани заболени во земјава. Деталите за оваа тема ги има колешката Мирина Мирчевска. Ми кажеме кога треба да почнат превентивните прегледи. Треба сепак точно така Томиш да се почитува и она можеби стара поговорка, чувај го здравието како млад за да го имаш на старост. Еве јас ќе се обратам до докторот и ќе го прашам: докторе, нашиот уредник е млад, помеѓу 35-та 37-та година, дали треба и како може да дојде на преглед кај вас уролозите? Па вака, вашиот уредник е стварно многу млад и сега не мора да дојде на преглед. Он уште е млад, меѓутоа према најновите гајдлајнси светски, секој маж изнад 45 годишна возраст би требало еднаш годишно да посетува уролог. Значи тоа може да биде изнад 50 години, меѓутоа најновите гајдлајнси смета дека над 45 годишна возраст треба секој маж еднаш годишно да посетува уролог. Така, како може да се закаже преглед кај вас? Веќе во Министерството за здравство на една пресконференција кажавте дека сега патеката е многу скратена за да нели се направат оние првични прегледи, па потоа да се дојде до кај вас. Како може да се дојде на прегледот? Точно. Сега од овој месец почнавме, значи кај матичен лекар, кога пациентот ќе иде кај матичен лекар, тој обезбедува да се направи за него еходиагностика и туморски маркери, простатат специфичен антиген, и со тие анализи пациентот закажува еднаш, фактички матичен лекар закажува еднаш кај специјалист уролог, и кога пациентот ќе дојде кај нас, ние само со уште еден дополнителен преглед, со еден ректален преглед, горе-доле можеме да дојдеме до состојбата на неговото здравје и можеме да препорачаме терапија за бенигна простатична хиперплазија или може да советуваме оперативно лекување ако е потребно. Сега, кога ќе го заврши тој преглед пациентот, ние повторно, ако бараме контрола за 6 месеци, ние самите му закажуваме на пациентот кај да направи контрола за 6 месеци и да дојде кај нас без повторно да биде префрлено да една во друга амбуланта. Така, значи се скратува патот. Какви се бројките во Македонија? Колку мажите боледуваат од рак на простата и колку е опасно? Вака, рак на простата е рак, како секој друг рак, потекнува од простатичната жлезда. Ке ви кажам сега, кај нас немаме статистика колку мажи, да кажеме, боледуваат, меѓутоа можам да ви кажам дека ние годишно на клиниката оперираме 200 случаи на рак на простата, радикална простатектомија, оваа година имаме околу 200, од кои 22 имаме со лапароскопска радикална простатектомија, што е една понова метода и веќе се применува тука. Иначе да ви кажам една бројка, во Америка, значи во моментот 3 милиона мажи се заболени од рак на простата. Така да секој маж во текот на животот има шанса 16% да добие рак на простата, а смртноста е 2,8%, што би значило дека навремено откривање на ракот на простата и соодветно лекување ке е успешно, мислам може да биде успешно ако на време се открие тој рак на простата. Неговата симптоматологија не е многу карактеристична. Ако зборуваме за рак на простата, неговата симптоматологија се појавуваат кога ќе се оседат болки по телото, по коските, што е веќе одмината фаза. Затоа се бара еднаш годишно проверување кај уролог. Ви благодарам за гостувањето. Еве совет до сите оние кои не биле, а ги исполнуваат нели условите да заминат на превентивен преглед, затоа што така може да си го спасат здравието и да имаат подобар живот.